Do not take freedom for granted. На само неколку недели, кога се очекува Северна Македонија и официјално да стане дел од НАТО алијансата, заменикот на генералниот секретар Јенс Столтенберг од Вашингтон порача дека организацијата се соочува со глобални предизвици, особено од Русија и од Кина. Russia's actions challenge on our democracies. Акциите на Русија се предизвик за нашите демократии преку обидите да не поделат, да го поткопаат нашиот начин на живот и да предизвикаат недоверба во нашите вредности. Се зголемува и заканата од Кина, вели тој. Таа станува потенцијален пазар за сите држави, во кој полека го наметнува и незиното политичко влијание. China has come a very long way. Кина бележи брз напредок. Таа е втора најголема економска сила во светот, како и втора најголема безбедносна сила. Кина неодамна промовираше континентален проектилен систем што може да достигне до САД и Европа. Овие предизвици, смета тој, се доволно сложени државите да сватат дека НАТО продолжува да биде апсолутно неопходна и мултилатерална институција. And NATO continues to be the indispensable multilateral institution. Според него, светот денес се соочува со најголема поделба досега, меѓу оние што веруваат во демократија, слободен пазар и отворено општество, како и оние што сметаат дека диктаторство и авторитарен режим се поефикасна формула за владење со модерните општества. That if we stay united, Ако станеме обединети, ако сватиме дека заедно сме посилни, НАТО ќе обстане уште 70 години и многу повеќе. А ова алијанса, рече тој, ќе им помогне на државите да изградат воени институции, одбрана и безбедносни организации. Членството во НАТО не значи само зголемена безбедност, туку и владење на правото, заштита на човековите права и борбата против корупцијата, порача заменикот на Столтенберг во Вашингтон. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.